Во студиото на Здраво Македонијо по 9 часот се дружиме со Владко Ѓорчев, национален координатор за демографија, млади и човечки ресурси. Ана Марија Бранѓолица, автор на научниот труд Бајачките обреди како дел од македонската народна култура, и писателот и издавач магистар Жарко Кујунџиски. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад, почитувани гледачи, добре дојдовте во последниот дел на Здраво Македонијо, делот каде што ќе разговараме со нашите гости кои што ги видовте во Форшпонот. На сите им се допаднаа фотографиите, во тоа сме сите согласни. Би сакала да ги запознаете затоа што направивме една одлична идеална комбинација на различни профили на луѓе овде во емисијата и баш ми е драго што некои од нив нели се знаат и приватно, некои професионално, некои сега ќе се запознаат. Да одиме со човекот кој што седи веднаш до мене, со кој што ќе имаме доста интересен разговор, посебно кога станува збор за уметноста, за литературата, за пишаниот збор. Тоа е Жарко Кујунџиски, писател и издавач. Жаре, добре дојде во Здраво Македонијо. Добро утро, добар ден, зависи за кого како. Зависи за кого, да. Како За нас е добро утро се уште, а за другите не знам. Секако добре дојдовте во нашето студио. Добро ве најдов. Ете така, имаме една прекрасна дама која што е овде кај нас во студиото. Многу пати сме соработувале со неа. Надвор на терен, меѓутоа вака еве сега имаме и овде во студиото. Тоа е Ана Марија Бранѓолица, магистар на катедрата по книжевност, лектор и автор на научниот труд Бајачките обреди како дел од македонската народна култура. Ана Марија, добре дојде во Здраво Македонијо. Добре ве најдов. На вистина имате прекрасно и специфично презиме, морам да признам. Не знам дали претпоставам многу луѓе ви го кажале тоа. Да, секако, да. Дубровачко. Дубровничко, да. Да, кој е приказната позади презимето? Презимето е нели семено презиме на мојот татко кој што потикнува од Дубровник. Тоа е композиторот Бранѓолица. Да. Ќе стигнеме до тоа, да, ќе зборуваме. Дефинитивно баш ми е драго што сте повторно кај нас овде во студиото, тоа е повторно прв пат, затоа што повторно велам затоа што сме имале доста соработки во текот на изминатите неколку години. Уште еден гостин имаме овде во студиото, тоа е Владко Ѓорчев, кој што е национален координатор за демографија, млади и човечки ресурси. Веќе претпоставувам кои знаете кои ќе бидат прашањата во однос на неговото гостување, ама многу ми е драго што и Владко е кај нас во Здраво Македонија. Владко, добре дојдовте. Добро утро, добар ден, поздрав до вас и вашите гледачи, се надевам ќе имаме добар разговор. Да, дефинитивно ќе имаме добар разговор. Јас и колешката Александра ќе бидеме заедно со вас. Официјално, Александра, добро утро и за тебе. Здраво Јелена, здраво за целата македонска нација, која верувам дека од рано изутрина заедно со нас, со сите содржини кои што ги имаме од 6:45. Но како што е редот да започнеме, со оглед на тоа дека Владко ни е во студија и како координатор за демографија, би сакала да цитирам една изјава од премиерот Мицкоски: на реално присутно население не надминува 1,1 милион. За 20 години може да бидеме под 1 милион жители во Македонија. Да, така е, тоа се бројките, тоа се тенденциите. Бројките се лоши низ цела Европа, а сега се повеќе и низ целиот свет. Значи имате, например, Обединетите нации зборуваат за колапс на популацијата на светско ниво. Ке се вратам на Македонија, значи ако ги видите бројките секаде низ цела Европа, бројот на новородени деца и на бебиња е на историски најниско ниво. Значи, збориме за стапката на наталитет и фертилитет, број на деца родени по жена. Исто е во Северна Америка, и во САД, и во Канада. Исто е во Јужна Америка. Во Јужна Америка се случува еден огромен, страшен феномен последните 5-6 години. Значи, сите тие земји, Бразил, Чиле, Колумбија, кои што беа супер витални, стануваат од еднаш земји во кои што многу малци има родени деца. Слично во Источна Азија, значи најразвиените земји во Азија, Јапонија, историски најмалку Јапонија дневно губи 2400 луѓе. Значи Јапонија, да речеме, дневно има 1900 родени, 4300 умрени. Значи како 24 авиона да им паѓаат секој ден, 365 дена во годината. Најнизок фертилитет на светот, Јужна Кореја, супер богата земја. Со корпорации, нели, Kia, Samsung, ги знаеме сите, да, Hyundai, така натаму, LG телевизори. Сингапур исто така најнизок фертилитет, огромен број на земји, така што во тој еден глобален постмодерен контекст се наоѓа Македонија, каде што ние имаме во моментов историски најниска стапка на наталитет и имаме исто така и иселување, но кај иселувањето Македонија 100 години наназад е земја во која што имало
иселување, гурбет, печалбари, пола наши лектири и песни се на таа тема. Но тоа лесно се компензирало кога во семејството имало 5, 6, 7 или 8 деца, едно-две ќе заменат на гурбет, 5 ќе останат. Сега е поинаку, сега имаме ситуација каде што некаде околу, грубо кажано, една третина од луѓето на 40 години ниту се обрак, ниту имаат потомство. Нели, тоа е нивни лични избор, не се мешаме, чисто го констатираме тоа. Половина од семејствата имаат едно дете, околу 45% имаат две деца, семејства кои што имаат повеќе деца се многу мал процент. Значи една комбинација од фактори, да резимирам и да завршам, тоа не води до тоа да навистина бројот на реално резидентно население е помал во Македонија од тоа што реално се прикажува, а истовремено во сите овие големи светски и европски движења, во кои што земји кои што имаат помал наталитет и фертилитет од Македонија се, например, Финска, Норвешка, Германија има ултра низок фертилитет, Канада и така натаму, сепак, нели, тие ќе се грижат за себе, но ние мораме да се грижиме за себе. Значи, ние мораме да размислуваме не само за наредните 2, 3 или 4 години, мораме да размислуваме за наредните 20 години. Мораме да размислуваме дефинитивно на долг рок. Би сакала само да се надобразам на прашањето, Владко, извинете за тоа што кажавте дека намален наталитет не само во Македонија, туку и во светски рамки. Зборуваме, ај сега ќе кажеме економската ситуација во Македонија. Меѓутоа вие кажавте и набројавте многу земји кои што се финансиски многу мокни, каде што и таму е наталитетот намален. Што мислите, која е реалната причина ако ги тргнеме на страна финансиите, да кажеме, и ако не е економијата, тогаш што би можело да биде причината зошто на светот му се случува ова? Индивидуализам? Помеѓу другото, да, се работи за комбинација од фактори. Значи, ние можеме да кажеме една е таа причина, туку 20-тина. Значи, имаме, како што ја спомна Александра, индивидуализам, понатаму имаме психолошки, социолошки, професионални секакви околности. И некако, знаете како, значи имаме голем број, например, на млади кои што го одлагаат доста браго. Така, например, порано било некоја возраст од 25, 6, 7 години, сега е таа возраст скрината на 30-35. А имате понатаму исто и голем проблем со неплодност. Понатаму имаме со стрес проблеми, имаме проблеми со голем број на разводи кои што ни се случува. Имаме, зборувам на светско ниво, понатаму имаме една атомизација на индивидуата, на човекот, каде што луѓето се отуѓуваат, каде што живеат во милионски градови, но нели секој е во една таа своја, како да кажам, во еден свој стан, во една кутија од кондори, не знам, ново сме исправат стан 25, 7, 9, и каде што луѓето се во една социјална средина со антисоцијални ефекти, понатаму ги имате социјалните мрежи, социјални мрежи со антисоцијални ефекти. Ако видите времето кое што е поминато на телефон, 3 часа, 5 часа, 7 часа, 9 часа, да. Значи, така што се работи за голем број на фактори, но во сето тоа не треба да го испуштиме, да го загубиме семејството. Значи, колку и да тоа звучи како клише, сепак семејството и децата се нашето најголемо богатство, затоа што добри се сите професионални успеси, сето тоа е во ред. Човек секогаш може да го избере начинот на кој што ќе живее, животниот стил и така натаму, но сето тоа не треба да не води кон една, во моментов која што се случува во светот, епидемија на осаменост. Епидемија на осаменост. И најдобриот лек за таа епидемија на осаменост е заедништвото. Затоа што ниту еден мобилен телефон, ниту еден екран не може да даде стисок на рака, не може да ја предграте, не може да праша како си, што приш. Тоа е незаменливо. Така што уште еднаш семејството и децата се апсолутно, мислам, најголемото богатство. Така, се согласувам. Ана Марија би сакала сигурно нешто да каже на оваа тема, затоа што видов дека се согласувате со Владко. Јас би ја потикнала темата на Ана Марија, која што ја истражуваше за своето магистерски труд, кој во Македонија и те како е познат. Ако во нешто веруваме, тоа веруваме во дање, во нешто што некако во корените на Македонија е да се верува во можеби нешто што не постои или пак нешто што е над реалноста и над она што ни е докажано. Од каде идејата да токму оваа тема, подадете ми ја книгата ако сакате, биде вашиот магистерски труд. Јас би сакала да
бајачките обреди како дел од македонската народна култура. Еве, ова ако може да Повелете, Ана Марија, можете да се надопресете слободно. За својот труд. Да, можете да, зашто сакате за тоа? Повелете. Па видете, значи јас мине поидовна точка за да и на инспирација за да почнам да се занимавам со ова, да го истражувам, значи баењето како еден феномен. Беше мојата баба, која што се занимаваше со баење и која што на тој начин им помогна на стотици и стотици луѓе и делои во мое присуство. При тоа не наплатувајќи ништо финансиски, значи тоа го правеше чист алтруизам, и бидејќи ја имаше таа способност и навистина јас бев сведок на пред се многу родители со новородинчиња и со деца доаѓаа кај неа во незиниот дом, кои што беа презадоволни. Значи ќе дојдат со голем проблем здравствен. За каков проблем, значи? За различни здравствени проблеми кои што ги решаваше по пат на таа басма за која што јас ја обработувам, бидејќи мине магистерскиот труд, ова научно истражување, ми е одбранет на катедрата по книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Така што јас се фокусирав на лингвистичкиот аспект, значи на баењето, не толку многу на ритуалниот, иако не го запоставив, значи ритуалниот секако, бидејќи тој е многу поинтересен, гледам и вие прво за тоа се сте заинтересирани, меѓутоа мене во фокусот на истражувањето ми беа зборовите и при тоа се фокусирав на она моќ на зборовите, моќ на гласот, моќ на зборот, бидејќи во Библијата, ако сте го читале Стариот Завет, тој почнува на почетокот беше зборот. Значи и во целиот универзум, еве поаѓајќи од оној исконски можеби глас Ом, кој што во повеќе религии се јавува како гласот кој што е настанат универзумот и космосот, значи преку молитвите на кои што сите верници од сите религии им се обраќаат на своите божества. Значи, ние ги употребуваме како инструмент зборовите за да се обратиме на Бога, за да го замолиме за она што ни е потребно. А уште пред овие познати религии кога паганството владеело, тогаш имало разни ритуали кога се употребувале зборовите или гласовите и значи заедницата, луѓето биле уверени дека зборот ќе им помогне за да дојдат до одредена цел, дали до одреден здравствен бенефит, или можеби до промена на климатските услови, бидејќи ве познати се во Македонија до доларските песни, кои што се и во индијанците дури ги употребуваат, значи за да се повика дождот во периоди на суша кој што бил неопходен за да опстане заедницата, затоа што тие кои што живееле само од агрикултура, од земјоделие, доколку имале подолг период на суша, значи целата заедница била веќе под закана. Така што јас повеќе значи се фокусирав на тој лингвистички дел, на самата басма, зборовите што се употребуваат при ритуалот на обредот на баењето се нарекуваат басми и тоа се таинствени вербални формули кои што се пренесуваат од колено на колено и практично таа нивна таинственост им ја гарантира ефективноста. Значи ако тие се дознаат кои се, нема да бидат веќе толку ефективни. Меѓутоа еве поаѓајќи од примерот на мојата баба, значи кој што јас лично сум ја гледала како ги употребува и колку им помагале на тие лица што доаѓале, ве велам претежно новородинчиња и мали деца доаѓаа кај неа. И потоа навистина имавме голема благодарност, луѓето ја застануваа на улица, се јавуваа дека еве се среди проблемот е решен. Понатаму јас направив едно опсежно истражување кој што, значи, едно стотици случаи на лица кои што биле подложени на бајачки обреди и разговарав со нив. И буквално сите ми беа со позитивни искуства, дека е многу им помогнало, па дури имало преку ноќ, значи ситуации кога исчезнувале одредени проблеми. Претежно преку ноќ, значи станува збор за некои кожни израстоци, такви работи кои што со години да речеме ги мачеле, значи отишле на бајачка се едно и вели наредниот ден тие ги снема. Така што тоа е веќе влегува во областа на метафизиката и јас мислам дека баењата претежно се еден значаен дел, еден значаен сегмент од македонскиот културен идентитет. Ние не треба да се срамиме од тоа, напротив треба да се гордееме што имаме една ваква тајна вештина во нашиот народ што се пренесува и се уште се употребува, иако верувам дека многу помалку отколку порано. Меѓутоа и подобро е можеби луѓето да се свртат едни кон други, да не се дисконектираат и помошта да ја побараат на овој начин, отколку за навлегување во пороци или киснење на овие социјални мрежи кои што ги, значи тука нема спас. Спасот не е во тоа. Ние треба да се вратиме едни кон други, па можеби дури и да било под прашање на сугестија, меѓутоа тие отишле значи кај тој човек им пренел позитивна енергија, баел, правел што правел, меѓутоа имало позитивен ефект. А тоа е крајната цел, да има позитивен ефект
ефект во човековиот живот. Дали без разлика здравствен бенефит или да се ослободиш од нешто. Еве ние на пример сега, јас сметам дека во нашето општество ние имаме голема среќа што се уште се дружиме со пријатели, со соседи. Еве јас на пример не можам денот да го замислам свој, да не се слушнам со мои пријатели, да не разговарам со колегите, колешките и со соседите, многу значи комуницирам. И јас секој пат имам една теза дека ние на овој начин се лекуваме, додека во странство одат на психијатри и плаќаат значи пари. Иако натака оди за да се смират. Иако отугеноста прави да одиме кон професионалци. За жал ние сме многу отуѓени, точно, меѓутоа сепак се уште јас имам верба дека кај нас сепак е надвладее, нашиот менталитет е сепак топол. И кај нас го нема она значи да гледаме едни на други само сосема низ призма на корист. И за среќа е тоа така, бидејќи кога ќе се почне да се размислува само низ призма дали овој може да ми заврши услуга и да ми заврши работа вамо, ако не може да ми заврши, не се ни дружам, ниту комуницирам, па ни добар ден не му велам. Значи тогаш почнува тоа, стартува оттуѓувањето и дисконектирањето едни од други. На овој начин се уште јас сметам дека во комуникацијата едни со други, па еве и дури на овој начин кога се обраќаме некој да ни помогне, кој што ја има таа вештина или традиционално му е пренесена. Значи тука шарлатаните ќе ги ставиме на страна, оние кои што заработуваат на туѓа мака, значи тоа е сосема друго. Да, тоа е сосема друго. Јас зборувам за луѓе кои што навистина докажано е дека помогнале, помагаат и претежно тие луѓе немаат финансиска корист од тоа. Еве јас поаѓајќи од примерот во моето семејство, баба ми никогаш не наплатуваше, тоа и беше значи девиза. Никогаш нема наплатено за својата помош, а значи се случуваше буквално да по цели денови да ги помине, нон-стоп доаѓаа луѓе. Бово, кажавте муките на зборовите. Тоа Жарко Којунџиски најдобро го знае и го укоричува во сите оние изданија кои доаѓаат под Антолог. Жаре, децении наназад Антолог е издавачки центар кој што верувам дека сега во моментот го прави уште поактуелен, бидејќи имате книжевен фестивал кој започна токму вчера, каде ќе продефилираат имиња иминентни од светот, а ќе ја посетат Македонија. Споделете ни малку повеќе околу фестивалот, а потоа малку повеќе и за вас. Да, еве, најчесто луѓето го асоцираат зборот со литературата, со пишувањето, но видовме од претходните примери колку е битен зборот во се што правиме. Значи, почнувајќи од вашата работа, новинарската, политиката, пиарот, па еве дури во кога на зборот му се припишува некоја надреална магиска, нели, моќ. Во таа магиска моќ веруваат и сите оние писатели кои што пишуваат, затоа што веруваме дека со нашиот збор, со тоа што ќе го напишеме, кажеме, ќе поттикнеме некакви чувства, некакви размисли кај оние што ќе ги прочитаат, нели, нашите книжевни дела. Под нашите не мислам, нели, само моите или на Антолог, на сите оние автори кои што еве како што Александра даде еден убав вовед, ќе гостуваат овие денови во Скопје или кои што гостувале сите овие години наназад, бидејќи станува збор за 11-то издание на фестивалот Букстар, фестивал на европска литература, кој што почна во понеделникот вечерта во културно-информативниот центар во Скопје со доделување на наградата Букстар на нашиот еминентен македонски писател Блаже Миневски, кој што станува честитки за авторот, кој што станува практично и прв македонски добитник на оваа награда. Досега, бидејќи фестивалот е 11 години, наградата се доделува 10. 9 години беа на странски автори, тоа на вистина многу познати имиња како италијанските писатели Никола Манити, Алесандро Барико, но исто така и Нобеловката Светлана Алексиевич. Прв контакт со македонската читателска публика беше токму преку нашиот фестивал, рускиот писател Евгений Водолазкин, кој што според мене неговиот роман Лавар и сето тоа што го напишал како некој вид на историска фикција, што исто има многу корени и во Македонија со нели онаа старословенска култура која што тука изникнува. Беше поврзан и кога дојдов дека го однесовме во манастирот на Матка и на неколку други локации, беше воодушевен. Дојде, како што каже и самиот тој, во домот на писмото, на словенското писмо и многу други, нели, автори, шпанската авторка Наџа Телхачми, да не ги редиме сите, хрватската писателка Славенка Дракулиќ и така натаму, но еве да не зборуваме за тоа сето тоа што поминало денеска, да зборуваме за тоа што ќе ни се случува денеска точно во 12 часот во библиотеката, градската библиотека Браќа Миладиновци ќе се случи поетско книжевно читање, нема да биде само поезија, ќе има и проза на сите странски гости и исто толку македонски автори кои што се застапени и се дел учесници на новаа програма и вечерва е ексклузивниот настан со турскиот писател Ахмет Юмит, кој што вчера дочна вечерта пристигна во Скопје, во нашиот град и тој е еден од најголемите турски автори во моментот.
моментот заедно со Орхан Памук и Елиф Шафак е можеби на третото место на најчитаните турски автори не само во Турција и надвор од Турција во цела Европа, вклучително и во Македонија. Нашите читатели го знаат пред се со романот Мементо за Истанбул, но и специјално за денеска за овој настан излегуваат уште 2 нови книги и верувам дека ќе биде провокација за сите да дојдат во културно-информативниот центар. Местата, ние велиме, настанот е бесплатен, но местата се ограничени, така што треба навреме да стигнат. Дали во библиотеката може да посети, дали е отворено за сите? Сите настани се отворени за публика и се бесплатни, освен овој настан каде што навистина се рестриктивни и ограничени, сите други тие што нема вечер да успеат да влезат. Утре имаме повторено средба со него во Рамстор Мол, исто напладне во 12 часот, така што утрешно ќе биде Мислам дека трговскиот е поголем отколку доцната локација. Стотина седишта, така што ќе видиме. Одлично. Кога кажавме муките на зборот, често се користи и муките во политиката. Ни започна изборите, сите ја знаеме реториката, но какви избори не очекуваат? Владко, вие сте од своји 18 години во политика. Читам вестници од 8 години. Какви избори? Па, избори како избори. Значи, ќе има, нели, понуда, ќе има собири, митинзи, ТВ реклами. Ветувања, да. Понуда и побарувачка. Еве тука е моќна на зборот. Да, зборот. Од се по нешто. Мислам дека ќе бидат избори во кои што мислам дека горе-долу од прилика сега се знае победникот. Се надевам дека после ова ќе имаме рестарт низ повеќе општини во Македонија. Постојано рестартираме, постојано велиме сега ќе започне. Постојано велиме разбирам. Мислам дека најмногу тој рестарт ќе треба да се случи во градот Скопје. Значи апсолутно секоја општина во Македонија е важна, секое место е важно, нема дилема околу тоа, но факт е дека Скопје е 1/3 од Македонија и последниве неколку години имаме доста проблеми во Скопје. Значи, дали е тоа, не знам, комунален отпад, дали се некои други области за кои што граѓаните објективно се жалат. Значи, мислам дека особено во градот Скопје ќе имаме една промена на позитивно. Не сакам да додам сега политички, затоа што емисијава не е политичка, па затоа гледам малце да заобиколиме колку да заобиколам, си кажам вака што мислам. Што имаме да си кажеме. Да. Но исто така и по други општини. Значи има огромен број на работи кои што треба да се направат и добрата работа исто така во сето тоа што кога ќе завршат овие избори, мислам дека ќе имаме еден период од 3 години кога нема да има избори. И мислам дека во тој период ќе може многу да се направи, затоа што било какви да се изборите и било кога да се, има едно кочење од 2-3 месеци. Законите се такви, значи ограничени набавки, ограничени постапки, ограничени процедури и така натаму. Некако се ни ограничат. Да. И тогаш ќе може едно 3 години во кои што многу работи треба да се направат. Така што јас сум оптимист, нормално, навијам за своите. Така, мислам дека имаме навистина добри кандидати, огромен број од нив и ги познам, значи се работи за луѓе кои што си ги сакаат местата, кои што си ја знаат работата и за кои што сум убеден дека ќе го дадат максимумот. Така, верувам дека да бидете во ова што сте денеска треба да ја сакате политиката. Но денеска ни е првиот академски час, 1 октомври, за многумина е почеток на студии, почеток. Дали се сеќавате на вашиот прв академски час, Марија? Да, јас секако дека се сеќавам, тоа беше на Филолошкиот факултет, на катедрата по македонски јазик и книжевност. Значи, поминавме многу убави денови, години таму, креативни, исполнети со убави дружби, се научи многу и токму од тие причини јас и одлучив и таму да продолжам со своите магистарски студии, кои што исто така беа опсежни по старата програма, значи јас не сум од тие генерации што поминале така. Прелетале, значи. Да, практично ние имавме над 60 испити во додипломските и околу 15 испити на постдипломските студии, така што навистина сме се изначитале. На односот на професорите многу различен кога ќе стигнете веќе на Да. Тоа се подразбира, меѓутоа секако се бараше доста од нас и на постдипломските во рамките значи на тие студии работев со врвни професорски имења, значи со Венко Андуновски, со Весна Чепишевска, Мојсова, Нина Шкринјарич. Ќе видиме и фотографија заедно со професорката. Да, тоа ми се навистина и до ден денес драги личности, ја следам нивната кариера, нивното творештво.
Ние имавме значи предмети при кои што значи сме имале и 80 дела да прочитаме и професорите не оставале значи да не ги прочитаме во рамките на испитите сме имале начин да проверат дали сето тоа сме го совладале. Немаше AI алатки кои може да ви помогнат. Не, во тоа време за среќа немаше, бидејќи мислам дека сето тоа повеќе одмага отколку што помага. Можеби површно ќе направи да делувате вие дека знаете, меѓутоа вие нема да го имате совладено во себе и нема да може да го имплементирате понатаму како своја вештина тоа знаење што е најнеопходно. Бидејќи јас на пример имав еден предмет што се вика синтакса на македонскиот јазик и тој ми беше навистина баук. Предмет кој што многу му обрна внимание, навистина стравував пред да влезам. Јас имав добар просек, со просек 9,9 завршив, меѓутоа навистина многу обрнав. Мислам дека во 2 часот навечер да ме станете можев да ви кажам се од тие лекции. Но знаете колку ми беше и до ден денес ми е од корист, бидејќи јас имам и лекторска лиценца при лекторирањето тој предмет. Значи тоа што сум го научила добро и што сум го совладала, мене сега ме прави, значи ми дава една нова вештина во мојот живот. Така што јас на сите нови генерации им препорачувам да учат. Значи да читаат, не да прелетуваат, па потоа да мислат дека нели ги многу некого ќе му импонираат некому ако цитираат еден цитат. Значи не треба книгата како книга не само учебник, туку секоја книга е уметничко дело, таа треба да се восприеме. Енергетски значи ќе ве наполни книгата, меѓутоа треба да ја читате, да ја почувствувате, значи да навлезе во вас. А не нели да се само да се прелета, тоа е веќе нели чисто нешто кое што не е корисно ниту за вас, ниту за општеството понатаму. Бидејќи секој од нас има потреба да на лична самоактуализација и сака да биде корисен понатаму, да се докаже во одредена област, да биде успешен во својата област. Така што доколку не се учи, доколку не се чита, не се работи ништо од сето тоа. Така, пред да продолжиме понатаму, Ана Марија би сакала да се осврнам на она кој што го кажа господинот Владко Ѓорчев за, нели, Александар зборуваше сега за изборите и што не очекува некако комуналниот отпад е веќе во фокусот, а ние многу често сме соработувале со вас на оваа тема. Вие како имате што да за понатака? Јас тоа што можам да кажам, би сакала да дадете ваш осврт. Би сакала околу таа тема, нели рековме денеска нема да се зборува, меѓутоа јас би сакала и како една порака до господинот Ѓорчев, бидејќи е и директно инволвиран во политичкиот живот, еве може да им принесе на листата кои што се кандидираат, дека она што е потребно во јавниот сектор е пред се професионализација, значи еве сработам во јавно предпријатие каде што јас за 15 години не сум видела дека еден човек од внатре од предпријатието бил поставен за директор, значи постојано ни се носат политички решенија, лица значи кои што влегуваат, абер немаат од областа. И значи тој влегува, градоначалникот ќе го постави и му треба една година за да свати каде е влезен. Па уште една година значи да го научи колективот. Да не зборуваме за здравството, да не зборуваме за образованието. Значи, ајде еден професионализам значи да побараме секаде професионалците кои што ја знаат областа, а не тие што се партиски членови нели или лепачи на плакати. Значи тие да имаат една предност при вработувањето. Еве ако може да се пренесе тоа не само политичкиот врв, да. Значи, извинете, само, окей, добро, вака кога тоа мислам дека е една од солуциите за да се реши проблемот со многу работи и го спомене комуналниот отпад и се. Навистина мислам дека тоа би било едно да надвладе професионализам. Да надвладе. Да, значи вака кога веќе прозивате. Не вие сте представник само. Добро, вие лично не сте биле во јавниот сектор, вие сте биле во повисоката политика. Пошто и вие сте Има што мога да се каже. Имаме простор во само вистина да дебатираме на начин на кој што би дебатирале. Не, ова не беше ништо лично таман работа, бидејќи нели кажа дека таму потекнувам и дека инаку таман работа Владко Ѓорчев не бил фактор кој што во локалниот, мислам, во локалната власт учествувал. Не би сакал да кажам пошто малце вака отиде во офсайд малце дискусијава, но чувствувам потреба да кажам. Да ги разбудиме, да ги разбудиме. Значи проблемот е што ние имаме градоначалничка на главниот град Скопје, која што е прилично загубена во времето и просторот. И која што прилично потврди во сето она што требаше да го работи. Градот е во огромни проблеми. Ние сме имале градоначалници како што бил Коце Трајановски, кој што знаел да направи улици и булевари, да го исчисти ѓубрето, да. Сега гледаме што прави на функцијата која што е. Јас морам само да кажам, Владко, морам да прекинеме овде затоа што сме многу ограничени со време. Не, ќе се продолжиме, само морам да најавам реклами во интерес на времето, ќе го ставиме ова за да продолжиме понатаму. Држете си ја мислата, почитувани гледачи, најавам краток блок на реклами. Таман стана толку жешко. Ајде.